Секоја година, главниот град на Јапонија, Токио, издава само 5 лиценци за уметници да настапуваат на најфреквентните јавни локации во метрополата. Меѓу тие 5 мина е и Пере Јованов. Јас бев меѓу тие 5 во 2015 година и од тогаш, речи се секојдневно си ја практикувам таа уметност на свирење виолончело на јавни места. Конкуренцијата за овие дозволи е голема, ако се знае дека само во потесното градско подрачје на Токио живеат 13 милиони жители, а уште 38 милиони во предградијата. Јованов на тоа гледа како публика што ги слуша неговите изведби. Не може еден настан да помине без Јовано Јованке, без македонско девојче. Јованов од 8 години се дружи со музиката. Роден е во струмичкото село Куклиш, станал академски музичар. Дипломирал на Конзерваториумот за музика Джовани Батиста Мартини во Болоња, Италија, каде се запознал со убава јапонка која подосна станала негова сопруга. Решиле да живеат во Токио. Како музичар вели дека има голема чест, но и специјална одговорност да ја прикаже македонската култура на најдобар можен начин. Американската музичка култура силно влијаела на творештвото на Јованов, така што тој често изведува дела од култни американски музичари, како Елвис Присли или Майкл Џексон. Јапонците се многу изненадени кога ќе видат дека Майкл Џексон може да се свири на виолончело. Сонот на Јованов е еден ден да се представи и во САД, особено што, како што вели, е голем фан на кошаркарската НБА звезда Винс Картер. Да тргнам на една авантура, да речеме, од Јапонија да дојдам за Америка. Во меѓувреме тој свири на најпосетените јавни места во Токио и издава CD-а. Последното е со концертни мелодии од италијанска опера.